Добре дојде во студио за господинот Петар Гошев, поранешен гувернер на Народна банка. Господин Гошев, ќе одиме да коментираме неколку настани што се топ тема овие денови или овие недели, па може да се стават во поширок, позначен, покрупен контекст. Например, вчерашната вест, што вели, би сакала да ја коментирате и се однесува на Кичевските училишта, иако верувам дека многу од училиштата не се иземени. Тие ќе продолжат со настава, заради тоа што државата ќе издвои 60 тони нафта од државни резерви, се работи за 50 тони за грејење, 10 тони за превоз на учениците. Може ли објасните што значи ова трошење на државни резерви? Прво тоа да го објасните и како би можеле да се вратат, односно дали се ова први сигнали на еден банкрот на државата? Па ова прашање има неколку аспекти, да. Има техничка димензија и има една покрупна стратешка димензија. Техничката димензија не е толку битна. Од каде државата ќе најде нафта, како тие ќе ја платат, дали ќе ја вратат, дали нема да ја вратат, дали ќе биде подарок. Тоа е најмалку битно. Но овде е прашањето како е можно, не се само Кичевските училишта, повеќе основни училишта и средни во Македонија немаат грејење. Немаат елементарни услови да задоволат некаков стандард пристоен за она што државата, Република Македонија, со уставот го бара од граѓаните. Бидејќи со уставот задолжително е образованието. Па не се однесува само на училиштата и на образованието, станува збор и за девастација и на болниците, например. Истиот проблем го имаат и болниците, здравствените установи, околу грејење и околу... Има повеќе области кои што се загрозени. Под стандардите функционираат, под елементарни стандарди, но примеров е добар. Тој покажува една општа состојба во државата, начин на управување со Република Македонија. Ова покажува дека државата елементарните обврски што ги превзела со уставот и законите, обврски кои што ги гарантира со највисокиот акт на државата, не ги исполнува. Не може да играат пинг-понг државата и училиштата, односно државата и општините, на кој начин треба да се isfinansираат овие активности или дали некој од градоначалниците пренаменувал средства за друго или не нашол извори за штедење за да може да обезбеди основна работа, грејење. Не гарантира општината основно образование, задолжително, и средно образование, оваа влада го продолжи, туку гарантира Република Македонија со својот устав. И тоа покажува дека државата се расврла за разни глупости, ги троши јавните пари, ја задолжува Република Македонија за проекти кои што немаат никакво корисно значење за граѓаните на Република Македонија, а нема пари за елементарни со уставот за гарантирани потреби на граѓаните на Република Македонија. Тоа покажува конфузијата, дури би рекол и лудилото, кое што владее денеска во управувачката структура на Република Македонија. Тука има уште еден аспект кај Кичевскиот случај. Кичевскиот случај, недостаток на грејење, другата страна сега се обидува да го користи во функција на меѓуетнички пораки. Градоначалникот отишол во Швајцарија да бара пари за алиментирање на потребата наречена грејење за училиштата во кои учат албански деца.
деца. Да, пораката е пратена, да. Значи, таа порака покажува дека државата Македонија не се грижи за нас албанците. Да. Без оглед дали е тоа точно или не е точно. Но од овој случај се произведува таква порака. И таа порака е дополнување на низата пораки и на низата постапки и од едната и од другата страна, кое што произведува континуирано оддалечување наместо приближување на етничките заедници во Република Македонија, на граѓаните на Македонија. И она е против кохезијата на општеството. Она е во функција на натамошна дезинтеграција на општеството. Значи, во овој случај има повеќе пораки. Како се управува на централно ниво, кои се приоритетите на државата, какви се етнополитиките во Република Македонија. Значи, ова навидум ситен случај. Да, отвора многу аспекти. Ова е навидум покажува незаинтересираност или незнаење на власт. Покажува комплетна збрка, конфузија. Покажува отсуство на елементарна способност да се исселектираат вистинските приоритети во државата. Оние приоритети од кои што зависи и стабилноста на Република Македонија, функционалноста на Република Македонија и економскиот просперитет. Сите клучни политики во Македонија се промашени. Сите клучни. И тврдо стојам над оваа оценка. Меѓународната политика е комплетно во аут. Постојано се служи со ситни интриги. Да ги измамиме. Како што мамат овде внатре во Република Македонија, тие мислат ќе го измамат и меѓународниот факт. Добро, не оди лошо околу преговорите со името. Постојано има изјави дека постои... Не постојано оди лошо, затоа што... Постои напор од страна на македонската влада, но проблем е Грчката и така натаму. Не. Јас не зборувам на ниво на приказки. Зборувам на ниво на ефекти од политиките. Прашањето е 23 години, не се решава. Македонија има конкретни последици од тоа. Грција нема последици од тоа. Може би има некаков удар врз нејзиниот кредибилитет политички. Има држави по светот кои што сметаат дека навистина Грција претерува. Но тоа кај Грција многу полесно се толерира. И Грција има главно на тоа ниво некаква штета. Практична штетата се уште нема од нејзиното однесување во тој поглед. Македонија има практична, конкретна штета. Материјална и политичка штета, што не успева да се приклучи кон оние земји кои што природно припаѓаме и од каде што би дошол импулс за унапредување на процесите. Добро, власта ќе каже дека идентитетот е во прашање и постојано се предмет на база. Таа може што сака да каже, треба да има резултат. Треба да има резултат. Резултатот е треба да се сочува и идентитет и треба да се реши прашањето. Ние тоа го немаме. Таа постојано се обидува да прати пореки. Ако вие не ни ги прифатите овие работи, ние можеме да играме на картата со некои други сојузници. Например, Русија. Македонија не е способна да игра на таква карта. Треба да има јасна политика. Не може да праќа пореки на несигурен партнер. Партнер во кој што не може да се верува. Македонија праќа постојано таква порака таму. Второ, комплетно е промашена економската политика во Македонија. Овие случаи поединечни се производ и на промашената економска политика. Бидејќи ние имаме секој ден бомбардирања од пропагандата на власта за разни успеси. За разни успеси на тоа поле. Ајде околу успесите да бидеме прецизни. Има постојано производство на некакво наводно лидерство во разни области. Меѓутоа, Doing business, например. Меѓутоа, животот го демантира. Животот го демантира сето тоа, го демантираат
клучните индикатори кои што најмногу содржат во себе информација за тоа како се живее во една држава. Сиромаштија. Македонија е лидер во Европа и многу пошироко од Европа со стапката на невработеност. 30% стапка на невработеност е страот на работа. Но сега тоа ќе биде анулирано со новиот закон за даноци за хонорарците. Не, нема да биде тоа анулирано, ништо од тоа нема да се случи. Ние остануваме лидери на прво место по стапка на невработеност. Ние сме лидери по стапката на сиромаштија. Убедливо највисока стапка на сиромаштија според сите индикатори за оценка на сиромаштијата во Европа. Иселување на граѓаните. Ние сме лидери, за жал, според јазот на нееднаквост. Да, тоа имаше такви топ листи. Убедливо, сме убедливо водиме. Убедливо најголема е нееднаквоста во Република Македонија. Коефициентот Джини, кој што не е единствениот и кој што не е најсовршениот, покажува дека во 2010 година бил 43,2%. Американскиот Джини коефициент, Америка се смета за многу, за земја со голема нееднаквост, е 41. Значи, ние имаме поголема нееднаквост. Ако го споредиме тој коефициент со земјите што покажуваат најголема нееднаквост, земји од Латинска Америка, земји од Африка, Македонија вртоглаво се приближува до нив. Ова е исто така производ на економската политика, на даночната политика на Република Македонија и на други економски политики кои што директно економски го раслојуваат до неприфатливи размери општеството, а производот е тоа е неправично општество. Власта бива... Значи, само добро. Ако споредиме со земјите од кои што излеговме, од еден систем егалитаријански, Словенија, Босна, Србија, Хрватска, посткомунистичките земји, Македонија е, овој коефициент е речиси двојно поголем од овие споредбени земји за нас. Ако го споредиме со Германија, со Шведска, со Норвешка, кои што се капиталистички земји, не излегле од егалитаријански модел каков што бил нашиот. Нивниот коефициент, например, на Германија е 28. Блиско до дупло, пониско, поголема еднаквост во Германија, например, отколку во Македонија. Значи, овие процеси се производ на политиките. Трето, комплетно е промашена етнополитиката во Република Македонија. Едно од клучните прашања, ако не и број еден прашање, за стабилност на Република Македонија. Заедниците се хомогенизираат со политиките на нашите неуки, манипулативни, националистички, нечесни лидери. Се хомогенизираат. Се оддалечуваат. Моделот по кој што се гради Македонија е модел на дезинтеграција. Дефинитивно. Ние сме, што би рекол Антони Апија, филозоф, ние сме под еден вид тиранија на идентитетот. Постојано се зборува за идентитетот од сите заедници и во регионот, за жал, сите говорат за идентитетот, а идентитетот е најзагрозената категорија. Во Македонија, колку повеќе зборуваат за идентитетот, толку повеќе е загрозен идентитетот. Исчезнува. Да, тоа изгледа противречно, но тоа се случува со овие политики. А за Македонија тоа е страотно ако овие трендови продолжат на среден и на долг рок. Значи, и тие политики се промашени.
комплетно. И јас не знам стратешка политика во Република Македонија која во овој момент се движи во добра насока. Културниот модел кој што ни го наметнува оваа власт е модел свртен далеку кон минатото. И се однесува повторно на идентитетот. И ние може да заклучиме дури дека Ватикан има попрогресивна културна матрица и идеја. Особено со денеска, папа. Културна матрица денеска, отколку ова наша власт. Постојано не замара со некакви средновековни концепти, не бомбардира. Ги манипулира луѓето. Добро, но видете, и власта би ве демонтирала во неколку сегменти, веќе се обидов да ви кажам, например, околу економскиот раст, велат дека 2015 ќе имаме втор најдобар економски раст во Европа. Супер, не може со ништо да ме демонтира ниту една власт. Македонија пред 10 години, според индексот на развој, Human Development Index, кој што го објавуваат Обединетите нации секоја година, кој што е еден композитен индекс, подготвен од нобеловци, од Штиглиц, Амартија Сен и други. Тој индекс покажува дека пред 10 години Македонија била на 64-то место од 160 до 180 земји по бројка. Денеска Македонија е во 2010 година, 2012 на 80-то место. Паднала на лествицата на развојот, според овој индикатор, кој што е најкомпозитниот, најсеопфатен, подобар од бруто домашниот производ, бидејќи тој не покажува се, паднала за близу 20 места, 18 места. 62, 64, 16 места се спуштила. Ни една стапка на раст не може да се каже дека била точна или доволна, затоа што другите отишле далеку пред нас, ние паѓаме надолу. Друго, тој раст, независно колкав е, ако се концентрирал во една шака на луѓе, па ја произведува оваа нееднаквост, не промовира за лидери на нееднаквоста, не само во Европа, туку и пошироко. Ние сме во клубот на земји лидери на нееднаквост, тогаш нема фајде ни од 2%, ни од 4%, ни од 5%, ни од 6%. Затоа што 3%, 5% до 10% од населението се збогатило, нив им пораснал стандардот, средната класа изумрела, во меѓувреме осиромашуваат. Сите други 90% живеат полошо, некој и во споредба со минатото, добар дел, а сите тие полошо во споредба со сите оние што ни го земале местото и не поминале на скалата на развиеност според сите главни индикатори. Значи, тоа се приказки за дневна манипулација. Но таа успева ли, господине Гошев, во услови кога приличен број на традиционалните медиуми, значи телевизиите, се сепак провладини? Многу лаги успеваат, но не за секогаш. Определено време. Се разбира, не за секогаш. Во зависност од капацитетот на општеството, траат и лагите. Во зависност од подготвеноста луѓето да се борат за своето право, за својата позиција, во зависност од тоа зависи и траењето на една корумпирана држава, на една недемократска држава, на една држава со политики која што го осиромашува населението и го доведува во ситуација наспроти брмчењата за идентитетот да побара тој народ да се идентификува со други народи, со други заедници, со други луѓе. Каде има благосостојба, каде владеат демократски вредности и принципи. Ако за Македонија зборувавме во изминатиот период дека има корупција во системот,
денеска ние не можеме да зборуваме за тоа. Може да зборуваме дека Македонија е корумпирана држава. Не корупција во државата. Имаме корумпиран систем. Ако можевме да зборуваме дека во државата има мафија, сега не можеме да зборуваме за тоа. Можеме да зборуваме дека обратно, дека државата е мафија. Држава станала мафија, да. Ако можевме порано да зборуваме дека има во државата неправди, неправичност, повеќе или помалку. Сега можеме да кажеме слободно и нема да промашиме дека имаме неправична држава. Тоа се крупни разлики, тоа се крупни промени во негативна Ајде околу вемулам околу ова неправична држава, веќе ги споменав хонорарите, навистина се има голема бура во јавноста и таа дискриминаторска политика е предмет на атак, на удар. Значи, кој е планот на владата од 2015, од 1 јануари? Фирмите приближно 40% да плаќаат данок за секој хонорар, што значи дека 4 пати може да се плати здравствено осигурување ако земете месецот 4 хонорари. И во тој случај земени се функционерите. Значи, пред малку рековме дека секоја лага може да трае известно време. Лагата во врска со наводниот успешен концепт на економска политика исто така трае веќе 7-8 години. Може ќе потрае уште малку. Но таа лага ќе заврши. Едно од централните места во таа лага е ние имаме најниски доходи, најниски даноци, а на другата страна ние сакаме да трошиме неконтролирано. За сега таа лага се одржува со задолжување на земјата. Кога ќе престане можноста за задолжување, оваа лага ќе ни се струпули на сите врз глави. Зошто би престанала се извинам можноста за задолжување? Затоа што нема би биле затворени. Затоа што нема да ни даваат кредиторите повеќе пари. Затоа што капацитетот за отплата е исцрпен во Република Македонија. Значи таа лага ќе заврти. Сега се уште ова влада се обидува да ја продава и да ја одржува приказката за најниски даноци. Меѓутоа, ова со хонорарите е еден од примерите. Тоа со казните е друг од примерите. Каде што се бара грчевито проширување на основата за прибирање на даноци. Всушност, тоа се индиректни начини за зголемување на даноците. Тоа се де факто зголемување на даноците. Не е зголемување на даноците само ако стапката на данокот на додадена вредност или корпоративниот данок се зголемила од 10 или од 18 нагоре. Ова е исто така начин на зголемување на даноците. Значи државата почна да ги зголемува даноците. Обратно од она што велеше дека државата нема да ги зголемува даноците. Имаме најниски даноци во Европа. Не, почна да ги зголемува. И ако ова продолжи уште малку вака, на крајот ќе им падне комплетно целиот концепт на ниски даноци. Затоа што ручекот, трошоците за ручекот мора да се платат. Кој ќе не ги плати? Ако не, граѓаните и компаниите на оваа држава. Добро, владата би околу зголемувањето на даноци. Владата би ве демантирала и би рекла дека приказната со Субрата Рој не помина така лошо. Банкарската гаранција од 3 милиони евра може да биде лесно испорачана и дури сме профитирале, така беа изјавите на власта. Па една честна влада не би се пофалила со тие 3 милиона наводно добиени пари од гаранцијата. Една честна влада би рекле ќе му дадеме на Субрата Рој 5 милиона евра, само да не дојде во Република Македонија. Тоа друштво не е за една честна влада. Такви белосветски багабонти, измамници, не може да бидат наш знак за препознавање. Кондоминас, Субрата Рој
и многу други што се редат со кои што комуницираат. Тоа се луѓе кои што ги мамат собствените граѓани во собствените држави, ги ограбуваат без усул, и тие треба да одат да ни го донесат развојот на Република Македонија. Тие може да ни донесат нови трикови на измама. Тие може да ни донесат нови трикови за избегнување на даночни плаќања. Тие може да ни донесат нова корупција, дополнителна корупција. Така што тој случај е комплетна дискредитација на една влада која што 5 дена, 6 ја мами јавноста со парите на таа јавност, а 7-миот ден оди в црква и се моли. Добро, видете, владата рече, официјално соопштение дека никогаш ниту премиерот Груевски, ниту владата рекле дека со брата Рој ќе инвестира. Како беше соопштението? Не сме рекле дека ќе инвестира, но нема и да не сме рекле дека нема да инвестира. Го видов, па тоа е изјава за упатена кон ретардирани луѓе. Тоа не е изјава. Да, но не треба да се поценува сопствениот народ. Па сигурно. Да. Во крајна линија. Ајде околу клучното прашање кое веќе 2 месеца ја забавува јавноста, може би ја плаши власта, бомбата на Заев. Како рече Стево Пендаровски, не се работи за бомба, за експлозив, но се работи за документи и докази. Вчера Шечеринска говореше на трибуна во Куманово, говореше за злосторничко здружување, дека имаат документи, дека се краделе пари од буџет, се краделе избори, се злоупотребували институции и медиуми, се што е свето во оваа држава. Иако, кој знае дали навистина овие работи се свети во, можеби во Шведска, се свети, но сепак, кој е вашиот... Не, во Македонија никој пат не биле свети, тие. Кој е вашиот коментар генерално? Тоа го покажаа сите управувачи, но денеска се најмалку свети. Во тоа е разликата. Второ, јавноста која што просечно ги следи, ги анализира, се информира за работите во Македонија, на таа јавност сето тоа што евентуално ќе излезе и е познато. Може би не сите ликови и не сите нијанси ги знаеме ние, кои што ја следиме или професионално, или од радозналост, или од загриженост како граѓани на Република Македонија. Но тоа што ќе излезе, јас претпоставувам дека не е непознато. Сега да кажете, не е бомба. Да расчистиме, тоа не е бомба. Тоа во споредба со изјавите и фрлените пари за креирање слика за честната, за работливата влада, ќе биде голема контраст, бомбастична контраст за оние кои што помалку ги следат работите и од гајлињата што ги имаат за преживување, едноставно немаат време да мислат на тоа. За нив секако ќе биде изненадување и ќе бомбастично. Како ќе делува како бомба. Како бомба. Да. И можеби за некои слепи следбеници на ликот и делото на лидерот на оваа земја во моментот. И за нив може да делува тоа бомбастично, затоа што тие се сконцентрирани на своите лукративности од безусловното и несовесно поддржување на политиката на своето раководство. Може би ќе се отрезнат, иако нема да реагираат, бидејќи знаеме од поранешни случаи, безусловно се бранеле, се следеле корумпираните лидери, кога ќе пукне балонот, потоа сите тие следбеници, ќорави, слепи, осакатени, исчезнуваат многу сите лесно. тие или ги нема, или молчат, или измислуваат разни приказки како изговор зошто они морале во тој момент
да постапуваат така како што постапувале, правејќи директна штета на целата нација и на иднината на собствените деца. Добро, ќе има ли воопшто последици оваа така наречена бомба на СДСМ? Па јас ги разбирам овие одолговлекувања или барање момент. Кога? Добро, тоа е стратегија. Кога СДСМ би го објавила тоа. Но не разбирам сосема зошто морало да се соопштува тоа дека го имаме, па ќе видите што ќе биде и така натаму. За да се информира веројатно јавноста. Па јавноста не може да се информира на тој начин, јавноста се информира само тоа што ќе види што е тоа. Не приказка толку време. Мислам дека со тоа повеќе даваат шанси на власта да бара контра амортизери на таа ситуација. Но може би јас немам некоја информација која што тие ја имаат и зашто така одлучиле да постапат. Инаку имам разбирање зашто не мора веднаш да излезат или не одлучиле да излезат веднаш со тоа што го имаат, затоа што системот е заробен. Сега имаме власт која што ги уништи буквално институциите на Република Македонија. Македонија нема граѓански институции. Има партиски институции или институции на неколку поединци. Сите се под опсада. И тука не може да помине ниту едно кривично дело без политичката согласност на таа група на луѓе. Искуството од неколкуте еклатантни примери на корупција, на повреда на човековите права, завршуваат во фиоки во судството. Им сугерира на луѓе во СДСМ да чекаат можеби по момент. Но јас не верувам дека тој момент туку така лесно ќе дојде. Може ли да заврши како Македонска банка овој случај со новиве документи? Правно тој може да заврши така. Да. Дефинитивно затоа што нема институции кои што можат да процесираат нешто што е во согласност или да санкционираат нешто што не е во согласност со Уставот и законите на Република Македонија. Правно да, може. Меѓутоа, во политиката вие се борите за хегемонија на едно мислење, на еден концепт. Додека концептот, политиката не добие мнозинство, не стекне, вие не можете да победите. Освен со револуција, за која што сте или не сте способни. Но со еволуција, со демократска процедура, вие можете да победите само тогаш кога убедливото мнозинство ќе прими во глава дека ова што се случува е недопустливо за било кое елементарно човечко достоинство. На кој начин мнозинството тоа ќе го покаже? Преку избори? Мнозинството ќе го покаже на избори и мнозинството тоа може да го покаже преку... Како ќе покаже мнозинството на избори ако Еве Шекеринска говори дека се крадело на избори? Мнозинството... Може повторно таа кражба да се повтори, тоа да трае во многу држави се крадело од овој тип како што е Македонија, на крајот паѓале властите. На крајот мнозинството станало толку многу и гневно и дошло до комплетно пукање на системот. Значи, меѓутоа тоа е многу лоша ситуација ако Македонија на тој начин ги разрешува состојбите. Тоа предизвикува големи трошоци за земјата, за економијата, за животот на луѓето. Треба многу порано да се спречуваат негативните трендови. Оваа власт сега мислам дека веќе не управува со власта. Иако изгледа дека она сега најмоćна и дека се зависи од неа. Заради овие работи што СДСМ најавува дека ги има, што ние знаеме дека ги има, сега власта управува со овие луѓе. Обратно. Бидејќи стравовите за откривање на се што направиле се поголеми. Таа влегува во еден заробен круг.
таа сега постојано размислува како утре да не се најде зад решетки. Размислувајќи за тоа, сакајќи да го избегне тоа, но со продолжени исти методи, таа всушност влегува во се поголема собствена замка. Наместо да собере храброст да ја прекине оваа политика на елементарно кршење на човековите права, на гушење на демократијата, на безразложно задолжување на земјата, на одлевање капитал од земјата, на заграбување на ресурсите од светски багабонти и од домашни багабонти, ресурси кои што им припаѓаат на формирање офшор финансиски зони, например, заборавивте да споменете. Заев гарантира со политички кредибилитет дека ова ќе биде успешен процес и после вели дека околу документите дека после 3 дена премиерот Груевски ќе биде принуден да се замине. Ако се алудира на совест на оваа власт, таа нема да замине затоа што ќе почувствува дека дошла во судир со совестното работење. Таа нема да си замине заради тоа и таа ќе се обиде правно да блокира секаков атак врз неа без оглед на аргументите. Но говорам дека тоа нема да биде залудно, како што некои мислат, ако тоа на јасен начин, со толку многу аргументи, биде изложено до целата јавност. Тоа не може да нема ефект. Кога Заев вели дека гарантира со политички кредибилитет, тоа значи и целото раководство вели тоа. Тоа добро, значи тоа не знам дали е најсоодветна изјава. Значи ли тоа дека е подготвен да се замине во име на поднесување на некои докази, макар и Заев си заминал од политичката сила, односно од лидерската позиција? Јас тоа повеќе го читам како увереност во фактите со кои што располагаат, дека ако има трошка нормалност останато во земјава, пред такви факти ќе мора да ја си наведне главата и да се замине. Не е ли премногу наивно? Мислам дека е тоа пораката. Да, тоа е пораката, но не е ли премногу наивно верување дека? А зборовите, нели секој различно ги употребува. Да, премногу големи зборови, но не е важно, не е ли наивно премногу да се очекува дека навистина би паднала власта после вакви документи? Кои се вашите предикции? Што ќе се случува после овие документи? Не, јас реков, таа правно може да го одбрани тоа. Не да го одбрани, да го блокира. Затоа што Уставниот суд е лакардија. Врховниот суд е лакардија. Обвинителството е лакардија, буквално. Не постои судскиот систем во Македонија. Не постои правен систем, не постои право во Република Македонија, не постои правично. Добро, и што значи тие тоа правно ќе биде го блокира. Да. Но говорам за другите ефекти. Ефектите на зреењето на општеството. Не, тоа е предолг период на зреење на општеството. Погледнете ги само позрелите демократи, да не речеме дека се зрели, но да, меѓутоа, знаете, во социјалните процеси не знаете кога некоја капка, добро, може да експлодира, некоја капка да биде додадена на незадоволството, ќе избликне во големо незадоволство. Тоа не може никој со сигурност да го предвиди. Добро, кои се вашите предвидувања? Знам дека е премногу тешко. Не, јас не можам да кажам дека штом ќе се соопшти такво нешто, или ќе има правна разврска против власта, или македонскиот народ ќе се крене на револуција, па ќе дојдат 500.000 луѓе пред владата и ќе ја срушат владата. Значи, јас тоа не можам да го кажам што ќе се случи, но сигурен сум дека треба упорно да се работи на отворање на сознание. Каде се движиме? Што ни се случува? Какви се овие луѓе што раководат со Република Македонија? Од тоа не сме да се откаже никој. За жал имаме ние голем кукавичлук во земјава. Од луѓе кои што не смеат да си дозволат таков кукавичлук. Така наречени интелектуалци, например. Па, пошироко гледано. Во тоа и тие се разбира. Има премногу купена совест.
за малку пари, за ситни синекури. И не знам како повеќето од тие луѓе своите семејства ги погледнуваат во очи. Кога измислуваат разни приказки, зошто не реагирале, зошто не кажале што мислеле, зошто кренале рака, поддржувајќи нешто што не сме да се поддржи, зошто толерираат елементарно одземање на слободите на граѓаните. Ова мора секој во Македонија да си го постави пред себе си како првото прашање на денешнината на Македонија. Но го кажувате ли вие на вашите пријатели ова? Па ја го кажувам вам, па вие го пренесувате, и не по прв пат, и не по последен пат се на мен. Добро, благодарам што бевте гости. Благодарам и јас.